Во далеку потензична атмосфера повторно излеговте со своите барања, а министерот вели дека не знае кои се вашите барања. Министерот таа што кажа грешка му е за тоа што ние имаме састанок у Кавадаци. Он нас не обеќа за најкратко за 3 дена ќе имаме наново састанок, тоа не го издржа. Нашиот градоначалник исто ни обеќа дека ќе имат совет во општина Кавадаци, со тоа нашата Голгота да решиме една за секој. И тоа не го издржава. Што бараме ние? За гарантирана цена на килограм гројзе, најниска, една за секој да се реше. Која е таа цена? За гарантирани субвенции како што дават на сутунарите, на млекарите, исто бараме ние. И за лозарите, и за овоштарите. Едно да се знае за секој дека ние испаѓаме од пишани од државата. Сега со оваа Голгота, за цена од 9 динара кило гројзе. Па во е бркање, ќе не молам бе. Бркање од собствената држава, ја не знам кај да одам бе. Имам 30 хектари лози, главата не си ја знам. Што е најлошо, сега му падна во на винарите. И само ти вика, нема шеќер. Па по цели ноќи работиме, нека 10 тона гројзе немам бе, со 21 шеќер бе. И ние сме биле криминалци, не сме криминалци. Тоа го работиме што мораме. Не влезени во Европска унија ниту ние данак, 30 динара по кило. Кај ќе го продавам ја моето вино, што го правам дом и мојата ракија? Сите тие работи. Бараме да таа акциза што ни ја турија да укинат, кога ќе влезем во Европа. Еве маш, ја прва признавам. Јас ќе кажам другари не 30, 60 турци. А му таа ситуација кило гројзе нема да биде 9 динара. Него ќе биде 30 динара или на 30. Злати, извини, ја подоцна дојдов. Може да кажеш барањата накратко. За гарантирана цена на килограм гројзе. Субвенции мислам да имаме. Оштета на лозарите оваа година елементарна непогода. Затоа што и од година тие исти сиромасти ќе немат што да кроат. Затоа што ова е страшно. Од хектар, кажам, 35 јадарки по хектар. Му кажам и колку треба да биде. Акцијата да се укине, кога ќе влеземе во Европа. Тој ги може да ни турат акциза. Воспротивно што ќе се додека не прифанат, преговараме. Стално ќе биме на некој процес. Чекаме да се обере гројство. Мислам тоа се наши колеги, наши луѓе, да не испретнуиме. Кога се добере гројство, одиме на масовен протест. Го блокираме. Росамен, Кавадаци и Готино. Тоталка. Нема, слушай, ќе биме 2 сати, си одиме дома. Не си удоиме дома. Не бе. Ако требе, ќе си избоиме, па и ни да биме некоја држава, па мислам ти клучијата. Едно за секој. И да се решат тие наши барања. И минатата независимост. Да, така е. Овде не се само лозарите, така туку и овоштарите, да. Значи и уште нашеве министерот вели дека не знае што барате. Да, па овие министри ништо не знаат. Тие не знаат дека под асфалтот има земја, дека ние од тоа живееме. И на крајот ги повикувам сите земјоделци од Македонија да се охрабрат, да ја кренат главата гордо и да тргнат напред, да се ги добиеме своите права, да го добиеме местото во општеството. Ние сме најпонижени, најпоценети, скинати со панталони, скинати со мајци. И такво нешто веќе не ќе да живееме, еднаш за секогаш тргаме напред и нема назад. Никако нема назад додека не го најдеме местото во општеството, во оваа наша држава, во оваа наша мила Македонија, која не храни, меѓутоа има и луѓе кои ги храни, а ништо не работат. Седат само во канцелариите.